Пензионерите штедат повеќе од младите. Ова го докажа нашата анкета која денес ја спроведовме во Струмица по повод Светскиот ден на штедењето. Граѓаните сметаат дека и покрај кризата штедењето на населението е на високо ниво. Иако просечната плата не е доволна за реализирање на секојдневните и основните потреби, поголемиот број анкетирани рекоа дека речиси сите граѓани одвојуваат за така наречени црни денови. Имаше и такви кои сметаат дека од месечната плата не можат ништо да заштедат. Тешки времена дојде за штедене и има и нема. Ние сме пензионерки и двете, ние повеќе штедаме од младите што се вработени, што имат поголеми расходи, поголеми апетити за трошење. И мислам од ние старите повеќе штедаме од младите, ама сепак се штеде. Па мислам оти можат, ако не повеќе, помалку можат да одвојуват. Да, значи ваше мислење дека граѓаните штедаат? Штедат, сите штедат. Ако викат дека не стигат, секој се труда да заштеда нешто. Да му се најдат за некои вонредни прилики, за црни денови. Никој не може, јас ке пензионер, например, нема шанс. Ке си столно така на това што по-скоро да мине, да видим што е. Иначе така е тежко. По повод Светскиот ден на штедењето, денес ученици од Основното општинско училиште Никола Вапцаров од Струмица заедно со своите учителки беа во посета на Струмичките банки. Денеска, по повод денот на штедењето, ние две ученици од Основното училиште Никола Вапцаров ги донесовме учениците во посета на банка, за тие да видат како е со банката за штедењето, да научат повеќе, да се запознаат со некои работи. Светскиот ден на штедењето е востановен на 31 октомври 1924 година, во текот на првиот меѓународен конгрес на штеделниците во Милано, Италија. Штедењето во банка е најкласичен начин на штедење, бидејќи овој начин на штедење се смета за најсигурен и најбезбеден.